Шекеринска на социјалните мрежи објави мапа која е класифициран документ, а тоа е кривично дело казниво со закон, предупреди полковникот Драган Ковачки. Тој обвини дека Министерката за одбрана извршила класичен упад во воениот систем на Република Македонија со објавувањето на мапата за зоната на одговорност на 3-тиот пешадиски батальон, мапа која открива дел од позициите на тој батальон, вели Ковачки. Таа мапа, која што е прикажана на Facebook страницата на Министерот за одбрана, прикажува и други работи. Значи, како војник, кога ќе се загледате, ќе видите дека има и одредени правци кои што се представени таму. Како цивил, кога гледате, може би и нема да го приметите. Меѓутоа, војниците тоа можат да го приметат. Понатаму, границите на зоната на одговорност. Тие се класифицирани работи. Односот кон тие работи ние мораме да го дигнеме на највисоко ниво. Ковачки предупредува дека со ова се доведува во прашање довербата која НАТО ја има во Македонија. Оти ако сами си ги откриваме класифицираните документи, би можеле да ги доведеме во опасности тајните на алијансата. Полковникот вели дека просторијата каде се наоѓала мапата е место во кое не може да се внесуваат ниту фотоапарати, ниту пак телефони, а сепак таа е фотографирана. Тој вели и дека состојбата во армијата е лоша. Срамно е што немаат доволно униформи. Војниците, за жал, во моментов носат 5 вида на различни униформи. Ние, како армија, делуваме, да ми простат војниците што тоа така ќе се изразам, меѓутоа делуваме на ловечко друштво. Недозволиво е земја членка на НАТО да носи 5 вида на различни униформи. Еден од принципите во војската е еднообразност, значи сите мора да изгледаат еднакво. По обвинувањата на Ковачки за изнесување на класифицирани документи на интернет, со реакција се јави од Министерството за одбрана, каде вела дека никаде на мапата немало означен степен на класификација, ниту пак имало впишан распоред на единиците. Воопшто нема ништо спорно во објавата на државната мапа, која го покажува да Барскиот регион, каде армијата и помагаше на полицијата, пред се во контролата на граничната линија, што беше транспарентно споделено во јавноста како нејзина задача, соопштуваат од Министерството.